Вие сте во саботното издание Со добро утро секое утро. За прв пат се дружиме во саботното утро. Се надевам дека сме ви убаво друштво. Како што ветив, денеска ќе зборуваме за убави теми, ќе имаме преубави гости, а темата која што ќе ни провеува ќе биде прашањето кога последен пат сте направиле некому нешто добро. Доколку мене ме прашате, а не ме праша досега никој, не ќе ви одговорам. Мене последен пат ми направи мојата гостинка која што ќе ви ја давам во продолжение нешто добро, ми го подари овој прекрасен букет цвеќе. И навистина сум пресреќна колку всушност едно мало внимание може да ви го направи денот. Тоа е доказ кој што мене ми се случува. Милена Силјановска е нашата гостинка, ќе посакам добро утро секое утро и навистина сум задоволна и среќна што те имаме повторно во добро утро секое утро. Добро утро и мене ми е многу драго што ете успев да направам нешто добро баш на почетокот на нашиот разговор, а исто така и многу ми се допадна темата и се израдував баш што ќе дојдам да зборувам за оваа тема, затоа што мислам дека баш книгите успеваат да ни ја вратат вербата во тоа дека добрина постои и дека не е се така како што наведом ни изгледа. Да, Милена Силјановска ни доаѓа од издавачкиот центар 3, ќе потсатам за оние кои што не верувам дека не ја знаат, бидејќи тие се наши верни пријатели уште од самиот почеток на Добро утро на секое утро. Со неа поставивме многу убава тема. Вели направи добрина, подари си или подари некому убава мисла. Убава мисла подаруваме преку убава книга, така е Милена, но убава мисла е и со убавиот збор. И баш вчера ми додека работев ми помина еден цитат на Марк Твен и беше сосема соодветен за да го кажам денеска. Вели дека добрината е јазик што и глувиот може да го чуе и слепиот може да го види. И баш мислам дека е така, љубезноста, добрината, сите тие чувства може да ни го променат денот и од ден во ден може да ни ја вратат вербата во тоа дека светот е добар. Затоа што пред се баш затоа го додадовме тоа си подари си убава мисла, бидејќи за човек да може да направи некому нешто добро или за да се однесува добро со другите, првен треба да биде мек и добар кон себе си. А тоа можеме да го оствариме преку најмногу преку книгите, затоа што на тој начин ние ќе оствариме нашата најдобра верзија од себе си. Верувам дека кога човек е во комуникација со некој друг човек, тој ги изнесува работите што му лежат него во срцето. И исто така треба и да бидеме предпазливи, затоа што никогаш не знаеме што има од другата страна, односно ништо минува другиот човек и баш таа мала љубезна форма на разговор може нему токму да му помогне да ги преброди тие работи низ кои што минува. Да, токму низ овој разговор верувам дека и ние можеби ќе им помогнеме на нашите гледачи, бидејќи ветуваме убав разговор, а ветуваме и подарување на награди, ќе ги вклучиме телефонските линии за вас секако почитувани и Милена и Три секогаш се дарежливи, сакаат да ви подарат убава мисла и ова утро, па затоа земете ги телефоните во рака, бидете брзи. Милена ќе раскаже подетално на кои книги ќе ги доделиме, но најнапред пред да започнеме да ги листаме книгите, би те прашала кога последен пат си ја правила некому малце глупаво прашање, туку што го направи тоа, но еве кога последен пат тебе ти направиле нешто добро. Еве да го проформулирам во поинаква форма. Па баш сакав и да кажам дека човек треба да внимава на тоа, односно треба да имаме очи да ги видиме тие работи, дека постојано некој со еве ти ме покани во емисија, јас тоа го гледам како грижа и како нега и за мене и тоа е добро дело. Или љубезноста на пример на таксистот што ме носиш утрово до тука, значи се треба само да го восприеме на тој начин и да сватиме дека и тоа е добро дело. Така што постојано се случува тоа, еве од утрово баш го споменав, значи таксистот и тоа е за мене последен пат кога некој направил нешто добро, затоа што и таа мала љубезност мене ми влијаеше врз мојот ден, јас да бидам расположена, да можам да бидам опуштена и така натаму. Да, интересно е кога всушност тоа возење во едно такси навистина знае да биде пријатно. И мене ми се случувало да направам дури некогаш и длабок дискусија, разговор интересен и пријатен. Ајде да започнеме со книгите. Донесовте книги од издавачкиот центар 3.
кои што се однесуваат токму на тематиката која што денеска ја обработуваме во Добро утро секој утро. Да одиме со ред, што ќе представиме прво? Па, овие две книги ги донесов само за да може да го илустрирам, да го илустрирам ова што го зборуваме ние, затоа што најсигурната форма да ни докаже дека во човекот лежи добрина е всушност невиноста на децата. Па токму затоа ова девојче од оваа книга, човекот кој шета книги, се чувствува со еден човек кој што е многу осамен и токму во таа емпатија и во сочувството мислам дека лежи таа добрина, исто и Клара и сонцето, кое што е белетристика и роман што мене многу ми остави впечаток од Казуо Ишигуро кој што е нобеловец и неговиот стил е извонреден. Клара и сонцето раскажува приказни исто така за едно девојче што умее да сочувствува со робот, односно со вештачка интелигенција. Па затоа ги понесов само апропо овој разговор дека децата ни докажуваат, тие се раѓаат без предрасуди, само го сакаат светот, го знаат да се насмеат, еден момент да бидат срекни, еден момент да бидат тажни, но сето тоа е минливо и во таа нивна минливост се докажува дека и добрината треба да биде на секојдневно мени, така да го наречам. Ете, бидејќи доаѓаше да му него фати моментот, ние имавме токму таков еден пример за едно дете кое што донира коса. Баш примерот на децата колку всушност уште од рана возраст кај секој човек се буди таа добрина, но дали знаеме да ја сочуваме кај нас. Милена, ќе им отстапиме простори на нашите гледачи, ќе ги поканиме да бидат наше друштво, се надевам нема да ти пречи со тебе, одам на ти бидејќи сме и приватно пријателки, ќе го споделам тоа со гледачите. Ќе го поздравиме нашиот следен гледач. Добро утро. Добро утро. Драго ми е што ве слушам. Како сте ова утро? Да кажам добро и да ви честитам за емисијата. Ви благодарам многу. Драго ми е што влеваме ведрина во вашиот дом и во ова саботно утро. Ќе ве прашам, бидејќи денеска е светски ден на спиењето, а знаеме колку е важно спиењето, дали добро се наспавте? Да, се наспав, многу благодарам. Драго ми ако е така. Кога последен пат вие направивте некому нешто добро? Па да ви кажам, секојдневно ми се прави добрина од семејството и јас исто така правам добрина на семејството, а највеќе ме развеселува мојот внук. Драго ми ако е така. Читате ли книги, господјо? Па читам, моментално ја читам Хроника на птица на вивалка, добиена преку вас. Драго ми е што е така и денеска ќе добиете книга. Секако Милена е таа која што ќе каже која книга ќе припадне во вашите раци. Се надевам дека ќе ве израдуваме. Еве уште едно добро дело од страна на издавачкиот Центар 3 во соработка со Добро утро секој утро. Благодарам. И јас благодарам. Оставете ги вашите податоци во режија, немој да заборавите. Ви благодарам што сте во нашето друштво. Останете понатаму, а сега во продолжение ќе слушнете која книга ќе ја добиете. Благодарам. Со оглед на тоа што читателката каже дека го чита Мураками, мислам дека би се допаднала Слобода од познатото, иако не е белетристика, меѓутоа е збирка на мудрости, тоа е Кришнамурти, што на еден филозофски начин ги кажува токму тие работи, вклучена и баш и добрината, начинот на кој што секој човек може да направи промена, или ќе го цитирам, вели дека дури и малите огнови можат да создадат голем пламен. Има многу добри точки во книгата кои што ни покажуваат како да бидеме својата најдобра верзија од себе и како да не се споредуваме со другите. Токму тоа мислам дека е многу клучно за да може да имаме здрав однос со другите луѓе. Мислам дека е многу важно да не се споредуваме, да не ги гледаме како конкуренција, затоа што самиот живот и самиот свет воопшто не е надпревар, туку треба тоа да го согледаме како еден начин на соработка, сите да си направиме да ни биде подобро место за живење. И да се надополнуваме на некој начин и да се инспирираме од тој што е добар и што не импресионира, да речеме, со нешто. Баш така. Убаво го спомена тоа, ако не грешам, рече и мал пламен може да разгори голем оган. Тоа исто и со добрината, и кога ќе направиш мала добрина, може да разгори голема добрина, нели може и така да се преформулира. И особено затоа што кога правиме нешто добро некому, си правиме добро и себе си. Баш затоа мислам дека е добро да ја испреплетиме оваа книга за самопомош, затоа што Кришнамурти вели дека само спознавањето е најголемата промена што човек може да ја направи. Затоа што тоа кога ќе се само запознаеме себе си, ќе ги запознаеме и нашите реакции. На тој начин ќе умееме да ги контролираме реакциите со другите луѓе. Кој е најдобриот начин да се себе спознаеме, Милина, според тебе?
Јас мислам дека секој човек медитацијата на некој начин многу го помага тоа, но и секој човек треба да биде насамо со своите мисли. Односно да си ги преиспитуваме нашите постапки, нашите одлуки. Мислам дека и тоа е многу значајно, да читаме книги кои што ќе ни помогнат да како подлабоко да проникнеме во себе си, но мислам дека тој себе разговор, односно баш како има еден термин самосаботажа, да научиме да не се самосаботираме, затоа што не треба да си ги негираме нашите чувства, туку напротив треба да ги прифатиме. Треба да си ги прифатиме и негативните страни, што е многу значајно, и пред се да бидеме искрени со себе си, затоа што често знаеме да си кажеме дека така сме изреагирале само во тој даден момент, но всушност тоа е некоја наша карактеристика и ние можеме да ја промениме. Така што само спознавањето лежи во промената, затоа што ние секојдневно се менуваме со секоја реакција на некој друг човек, со комуникација, со некој стрес или што било да ни се случи во денот, тоа влијае врз нас и ние утре едента нема да се разбудиме како истата личност што сме биле претходниот ден. Така што тоа е нешто константно што се гради и константно може да се променуваме. Да, интересно е сега на подсети со ова што го кажаш, всушност ниеден човек не е совршен. Ќе го цитирам Венко Андоновски во неговото последно дело. Совршен е само Бог, а стремежот на човекот кон Бог е тоа што секој од нас треба да го прави. Ќе ја препорачаме и таа книга за оние кои што не ја набавиле, прекрасна книга која што имав можност да ја прочитам токму неодамна, а во продолжение ќе го вклучиме и нашиот следен гледач. Милина, имаме прекрасно друштво со нашите гледачи, па да го поканиме и нашиот следен гледач да ни се приклучи во нашиот разговор. Добро утро. Добро утро. Ало, добро. Добро утро, секој утро. Александра, повтор пат. Драго ми е сега во друго издание. Веќе ве прашам, бидејќи ве прашав кога последен пат сте направиле некому нешто добро. Сега ќе ве прашам, Слободанка, дали добро се наспавте бидејќи е светски ден на спиењето? Александра, јас имам проблем со спиењето. Значи не се наспав убаво, ама убаво почна емисијата и сега да ти кажам најискрено, многу сум среќна што сте ја поканиле Милена. Јас имав чест да ја запознам во книжарница 3 во Девармало. Веруваш или не, кога таа Джамбаска или како беше таа една писателка, и го заборев презимето, и Милена толкова зборуваше. Па јас не ми беше добро, ама ми стана добро. Значи, кога таа почна да ни раскажува, после тоа заврши тоа као промоција, па после и со нас разговараше. Јас сум една возрастна жена, сигурно ќе се потсети некогаш, беше пред 2 години или кога беше, лето беше, топло беше. Ама ова девојче толку има енергија во неа, ете тоа. Да, таа е мелем со своите зборови. Доколку ја имате на Facebook, се надевам нема да ми се намоти, таа пишува преубава поезија. Ја немам, Александра, ја немам на Facebook, зашто не го знам ни презимето, само името и само знам дека со незината душа таа уствари ни дарува добрина, а уствари има ли поубаво нешто од тоа? Апсолутно, ти кажа, мислам, прекрасна личност, значи едноставно би ја слушала, еви сега, не знам да се изразам со незините зборови, толку е паметна, толку е мила, секоја чест и за родителите ни раскажуваше тогаш. Толку прекрасно девојче, значи јас му се воодушевувам навистина. Така да ја поздравувам и посакувам само така добрини да ни дава, затоа што тоа ни фали многу, Милена. Добрина, ете тоа што го кажа ти, прекрасна си стварно како личност. Не ми треба мене што реков на Александра Сабајле, и џабе ми е јадење ако не ми подариш убав збор. Така да, убава мисла, тоа е и насловот. Направете добрина со убава на мисла и на себе си. Слободанка, важно е и себе си да си подаруваме убава мисла, но неве Три и Милена ќе ви подарат вам убава мисла. Верувам дека сте љубител на пишаниот збор. Јас да ти кажам, сега видиш што се случува. Јас имам проблем со видот, ама јас сакам да ја добијам книгата, па јас да ја подарам. Ете уште едно добро дело, одлично. Ова заслужува аплауз, така ми дојде некако дека заслужува аплауз. А би ја замолила и Милена, ако може па во книжарница 3 да остави, за да не
Да не одиме во телевизија ако има шанса. Така и ќе направиме. Во книжарница поздрав, Трисите. многу љубав ден на двете. Ви благодарам, а Слободанка сега во продолжение ќе слушнете која книга припаѓа во вашите раце, односно која книга ќе ја подарите некому вие. Милена, повели што ќе ја подариме на прекрасната Слободанка? Првин сакам само многу да ја заблагодарам и се сеќавам инаку многу добро на промоцијата, да се живее поинаку беше книгата од Снежана Џамбазова кога беше промоцијата. Така што јас ќе ја најдам на Facebook и ќе се заблагодарам за ова и баш размислував сега додека течеше разговорот дека ете и вие мене колку ми го направивте денот и неделата и на некој начин и ете и ме променивте баш тоа што го кажав, сите овие работи на нас се тетовираат на некој начин и многу сум благодарна за тоа. А инаку затоа што баш зборувавме на таа тема и беше психолошка темата на промоцијата, верувам дека многу ќе се допадне оваа книга, односно дека ќе ја подари, но во секој случај треба и она што го подаруваме, секогаш треба и нам да ни се допаѓа првично. Завладајте со своите емоции од Тибо Морис, кое што е, баш како што кажува насловот, ќе не научи како да ги контролираме емоциите, како да ги разбереме и како да умееме да ги применуваме, не да ги игнорираме, меѓутоа да успееме да ги совладаме на некој начин, односно да може да знаеме кога треба да ги употребиме, кога треба да ги изложиме и кога не. И тоа е многу важно, да знаеме кога да кажеме не, кога да кажеме да и како тоа ќе се одрази врз нас, затоа што на тој начин ќе се промениме себе си, ќе го промениме светот и не постои такво нешто како совршен живот, меѓутоа може да постои и некоја близина до тоа, односно да си го направиме убав денот, да си го направиме убав животот, тоа е возможно. Иако понекогаш е неизбежно да има такви моменти на крах што ги нарекуваат, но со помош на оваа книга би можеле да ги надминеме. Ете еден лек, ќе речам, ова е еден лек за успешно поминување на животот. Ќе честитаме на оној кој што ќе ја добие наградата од страна на Слободанка. Телефонските линии се отворени, нека ми алармираат од режија. Чинам дека има уште еден гледач. Милена, ќе го поздравиме и нашиот следен гледач кој што е во нашето друштво. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро секој утро. Како сте ми ова утро? Дали сте добри? Ало, добро утро. И јас ве слушам одлично, со кого имам чест да разговарам? Дали ме слушате? Во програма сте, дали се слушаме добро? Ке преминеме... Добро утро. Јас ве слушам одлично. Добро утро, уште еден обид, доколку имаме некакви проблеми со комуникацијата, бидејќи немаме многу време, ќе продолжиме понатаму со дискусијата и ќе го чекаме гледачот да ја среди линијата. Се надевам дека ќе имаме можност да се слушнеме. Милена, зборуваме за добрината, зборуваме... Дали имаме гледач на линија? Да, добро утро. Да, прости, Милена, секако гледачите имаат предност. Добро утро. Јасмина е на телефон. Ве поздравувам, Јасмина, како сте ова утро? Ви благодарам добро и посакувам и вие да бидете добро. Благодарам. Дали се наспавте? Ве следам редовно, меѓутоа ме воодушевивте со новиот концепт на оваа емисија. Драго ми е. Затоа конечно имаме прилика да слушнеме и нечи друго мислење од секојдневните јавувачи. Многу ми е мило. Тоа ме радува. Дали се наспавте? Денеска е светски ден на спиењето. И јас како Слободанка имам проблем со спиењето, така да будна сум од 2 часот наутро, али не ми е проблем. И јас верувам дека една добра книга ќе ви помогне да се опуштите и да заспиете. Сакам да читам, да. И тоа македонски автори имаме сега веќе добри и тоа особено задоволство ми причинува. Господја Јасмина, ќе ве прашам... Во моментот го читам Нишанот од Лазе Миновски и го препорачувам на секого. По втор пат го читам делото. Одличен автор, се согласувам комплетно со вас. Ќе ве прашам... Делото е неверојатно добро, мислам, секому би го препорачала. Ќе ве прашам и вас, кога последен пат сте направиле некому нешто добро? Се трудам колку што можам во границите на моите можности. Мене ситни и ситници детали не прават среќна, така да се надевам дека и другите луѓе се задоволни од тоа што јас можам да им го пружам.
Драго ми е што е тоа така. Во продолжение ќе добиете еден примерок на книга, еден убав наслов. Останете со нас за да слушнете што ќе добиете како подарок. Оставете ги податоците во режија, на самиот крај на разговорот ќе ви појасниме како да си ја подигнете книгата. Ви Благодарам многу, имајте убав ден и вие и гостинката. Ви благодарам, секое добро посакувам и вам. Милина, што ќе подариме на Јасмина? Планината си ти од Бријана Виш, што овие денови една од најбараните книги, беше во топ 10 најбарани од последниот месец. А токму само саботажата што ја споменав е термин кој што таа го појаснува и начин на како да не се само саботираме, затоа што како што објаснува Бријана човекот постојано има борба на мисли. Например, кога сакаме ние нешто да направиме, тука е нашата втора мисла која што го саботира тоа и ни вели дека не треба да го направиме. Дали е тоа од страф или од некаква травма што ни оставило детството, затоа што под травми не се подразбираат само некои големи работи, туку се подразбираат и некои ситници што врз нас оставиле трага и кои што не спречуваат од тоа да си бидеме најдобрата верзија од себе. Така што треба првично да ја разбереме само саботажата, што е таа, па потоа да може да ја совладаме баш како што се совладува врвот на една планина. Или како што би рекла Бријана Вист, вели за да го искачиме врвот треба да се совладаме себе си затоа што планината сме ние. И мислам дека е извонредна книга, кратка е релативно, но е многу содржајна и е исто така од една помлада авторка, значи е многу современа и мислам дека е многу од помош затоа што голем број на луѓе ни се обраќаат дека таа книга им помогнала. Многу ми е драг тој момент кога ги читам пораките на Facebook или Instagram страници од луѓе што само им помогнала книгата и се јавуваат само да го кажат тоа. Така што баш ги повикувам сите кои што ќе им влијае некако книгата да ни се обрати нас до профилите затоа што ете и тоа на некој начин да го прави денот, дури некоја најмала порака. Да, всушност многу значи тоа да знаете како допрала таа книга. Се надеваме дека на Јасмина оваа книга ќе помогне и околу сонот, дека ќе ја опушти, ќе ја научи во животот и ќе ја направи по пријатен и мирен сон, бидејќи спомена дека има проблеми со спиењето. Мислам дека немаме премногу време, само сакам на крај да го заокружиме разговорот. Вашиот впечаток во издавачкиот центар 3 и низ вашите книжарници, дали ние како луѓе сме луѓе кои што сакаме да подариме убава мисла, колку луѓето доаѓаат во вашите книжарници за да купат и да подарат некому книга? Па сега баш апропо 8 март што помина, мислам најбрзо како еден празник кој што го практикуваме за подарување, аз бев изненадена дека тоа се почесто станува баш сакаат убаво да им бидат спакувани, да бидат убаво подарени, да бидат од срце дадени со порака и слично, така што баш како што кажав, начинот на кој што ние го воспримаме светот е начинот на кој што се воспримаме ние. Така што човек што сака да подарува, знае дека и другиот сака да подарува. Но мислам дека често се случува да доаѓаат луѓе, особено што ме радува е што не сакаат само да купат книга за подарок каква било, туку често знаат да ни опишат за која возраст е, како се чувствува, дали треба некоја помош, или па особено се внимателни кои ќе кажат само немој да има ова, сега ми поминува низ тежок период, те молам внимавај да ми одбереш некоја книга што нема да ја повреди на тој начин. Тоа е многу внимателно. Да, тоа е многу внимателно и верувам дека нашиот народ, мислам и насекаде низ светот, дека навистина се има внимателни луѓе. Исто и онака како што нема, но веруваме дека тие што не се доволно внимателни можат да бидат, само треба некој да ги поттикне. И да го разбудат, да го разбуди некој кај нив тоа. Ние ова утро направивме добро дело, подаривме убава мисла, си подаривме и себе си убава мисла, барем што се однесува до мене. Милена, каде ќе си ги подигнат книгите, само да им кажеме на гледачките? Ако имаат оставено бројчиња, јас ќе им се јавам денеска, па ќе се договориме ние од која книжарница им одговара, затоа што ние имаме во Дебар мало, ГТЦ Зебра и Исткейт, меѓутоа ако некој живее пример блиску до Исткейт би било добро да ја земе од таму. Така што ќе се чујам јас телефонски и ќе се договориме од каде да ги земеме. Одлично. Тогаш телефонските броеви оставени ви се надавам во режија. Милена ќе ве контактира, ќе ви честитам на сите вие кои што добивте подарок книга или убава мисла.